Внукот на Али Ахмети не е избрано именувано лице, директно ние немаме надлежност да постапуваме за внукот на Али Ахмети. Меѓутоа, веќе 4 години колку кажуваме дека е неопходен закон за потекло на имот, каде што секој граѓанин ќе се изјасни од кај му се средствата за стекнување на имот. Знаете дека почна да се подготвува, се оформи работна група како една проектна задача со поддршка од Советна Европа, уште од претходниот кабинет за борба против корупција, кога беше Љупчо Николовски, се започна постапката за овој закон, стаса до некоја драфт верзија, која што од минатата година до пред 2 недели, да ја видиме, е во кабинетот на вице-премиерката Грковска. Пред 2 недели не викнаа на состанок, за да видиме дека е променет и променето името, насловот на законот, значи веќе не е закон за потекло на имот, туку е закон за конфискација без донесување на судска пресуда, што по мене е нелогично, бидејќи како би се вршела конфискација ако не се испита потеклото на имотот. Понатаму, делот каде што баравме секој граѓанин да има обврска да го пријави имотот и средствата со кои што е стекнат, тоа се е избришано. Што значи, според нас, се губи основната цел на постоење на тој закон. Дали владата ќе донесе понатаму одлука, ќе формира владино работно тело за подготовка, не знам. Мислам дека се изгуби многу време и мислам дека тој закон е основен ако сакаме вистинска борба против корупцијата, затоа што ние имавме бројни случаи дојави дека некој има некаков имот, кој ќе го провериме со катастрот, имотот му е во ред, што значи упатува на тоа дека е пријавен на некое друго лице. Единствен начин за да се спречи тоа е да се има клучна контрола. Клучната контрола треба да даде црвени светла каде постои ризик дека нешто не е незаконски спремно. А тоа може да се постигне само ако се направи поврзување на податоците, кои што ги имаат институциите што регуларно си ги собираат, и изготвување на еден софтвер кој што ќе детектира ризици. Во оваа ера на дигитализација и на софтверизација тоа воопшто ниту е тешко, ниту е проблематично да се спроведе, меѓутоа треба добра волја.